секоја емисија имаме буквално теми за секој по нешто, меѓутоа стандардно го имаме и оброкот на денот, кој верувам дека на многумина им помага барем да внесат некоја свежина во нивното секојдневно мени или кога е нели кујната и оброците во прашање. Вообичаено ги имаме нутриционистите и тие секој пат со извонредни рецепти. Драго ми е што повторно оваа година за прв пат ја се дружиме со Билјана Ристевска, наша позната нутриционистка. Биле среќни празници пред се и добре ни дојде повторно во нашата кујна. Благодарам на поканата, среќни празници вам и на сите гледачи на Телма телевизија. Ние вчера договаравме што ќе биде денес на менито. Јас не се сомневам никој пат во твојот избор. Може од она што денес го имаме тука во студио на маса да им презентираме на гледачите и од каде идејата за овој денешен рецепт? Така, од нашите разговори, преговори, нешто излезе, нешто многу едноставно. Јас сум во принципи секогаш поедноставна. И минатиот пат напоменав, не трошам многу време во кујната, заради тоа што, нели, она време потрошено кое што е во кујната треба да биде квалитетно потрошено време, време кое што ќе даде квалитетен оброк и, нели, нема да имате после тоа многу средување околу, практично се искористи за слободните активности кои што сакате да си ги имате. За денес решивме да направиме еден намаз или паштета од зеленчук. Да, ние некако намаз сега нели ги нарекуваме. Некако модерно тоа го нарекуваме намази. Некако тој термин не ми е македонски. Па можеби и паштетата не, некој не лета поприфатен термин е. Да. Од зеленчук практично станува збор за модар, виолетов или син патлиџан, кој како милува да го нарече. Периодот на зрење на овој патлиџан е во текот на летниот период, кога е и поевтин на пазарот и е подостапен да се купи. Практично таков ние имаме денес. Ова е модар патлиџан испечен во текот на летниот период, па замрзнат и сега одмрзнат и од него ќе направиме намаз, односно паштета. Два вида би направиле, во секој случај тоа може да биде игра на фантазијата, како сакате и што сакате да подготвите од модриот патлиџан. Ние за ова утро се одлучивме едниот да биде со урда, а другиот да биде само со семки од сончоглед. Да. Сега вака, пред да преминеме на подготовката, она што и ти пред малку го спомена, нему е сезоната сега на модриот патлиџан, меѓутоа ти си била вредна и си замрзнала. Била малку поекономична. Или поекономична, да, затоа што сега го имаме, ама е со бајаги повисока цена, а и веројатно и вкусот не е тој. Па нему е сезоната на зрење. Практично тој е одложено зрењето, го чуваат во некои комори, во некои ладилници, затоа сега го имаме во свежа или го носат некаде од земјите од странство, меѓутоа не е квалитетот, односно нутритивната вредност, онака како што била во текот на летото кога има своја полна зрелост. Така. Ајде малку сакам тоа да го прокоментираме, колку често ние како нација знаеме да бидеме, што би рекла ти, и поекономични во тој поглед или да си ја замрзнуваме храната и потоа да ја одмрзнеме и да ја користиме, и колку мислам дека има некои поделени размислувања во поглед на тоа колку замрзнатата храна е добра да се конзумира. Дали ги губи нутритивните вредности, како оди начинот, дали треба да чекаме целосно да се одмрзне за да премине во понатака можеби термичка обработка или не веднаш после вадењето од замрзнувач да се готви. Ајде малку околу тој сегмент би сакала да прокоментираме. Поделени мислења, значи, може да има од лаички аспект. Од причина на наука, значи не може да има тука поделено мислење. Ако науката стои позади тоа дека модриот патлиџан може да го замрзнете и да го конзумирате тогаш кога ќе го изварите, да има полната нутритивна вредност, тоа е така. Значи тоа некој го докажал и истражувал во тоа поле. Поделените мислења се некако, знаете како меѓу луѓето. Јас мислам дека ова не треба да го замрзнете, па слушнав од другарката или не знам, мајка ми рече треба или не треба да се замрзне. Меѓутоа кога станува збор за квалитетна храна, дури некогаш, многу и почесто, одреден тип на храна, како што е грашак од боранијата, кога се на пазарите, стојат по неколку дена на пазарот, значи тој производ оксидира, практично ослободува дел од течноста што има во себе, сите имаат тие вода, значи исто и се ти го разгладуваат на пазар, знаете, ќе испрскаат, ќе попрскаат, изгледа многу свежина, така. Меѓутоа, доколку тој е секундарно замрзнат, односно откако ќе се набере на полето на нивата и веднаш го замрзнете при одредени услови, тоа следи секако технолошки услови, значи тој ја задржува својата полна нутритивна и квалитетивна вредност во производот. И дури се случува не многу ретко, туку често, кој ви ќе земете на боранија која што стоела на пазар 4, 5, 6 дена и боранија која што е замрзната да има поголема нутритивна вредност, оваа замрзнатата отколку таа што стоела
на пазарите. Сето тоа зависи во поглед на дали треба да е скроз комплетно одмрзнат производот, зависи од кој производ станува, за кој производ станува збор. Дали тоа е производ од животинско потекло, значи можеме ни јурдата да замрзнеме. Значи можеме да замрзнеме месо. Можеме да замрзнеме нели храна од растително потекло. Во зависност од кој производ станува збор, зависи неговото нели одмрзнување. И сите производи откако еднаш ќе бидат одмрзнати, после тоа не треба да бидат замрзнати повторно. Никако, од причина што веќе во овој производ почнува биохемиска, односно хемиска реакција. Значи јас сега сум го одмрзнала, замислете сега пак да го замрзнам, треба да го извадиме. Значи тогаш веќе не станува збор за здрава храна, тоа што имате само некој мудар патлиџан со нула квалитетна и нели нутритивна вредност во самиот. Како да се подготви веднаш по вадењето од замрзнувач? Да чекаме да се одмрзне целосно? Јас на пример ова го извадив вчера попладнето, еве до сега до утрево е веќе скроз и комплетно одмрзнат како сега да е печен модриот патлиџан. Добра. Значи комплетно. Замрзнате значи без ништо. Нема тука додадено ни сол, ништо. Во нели при процесот на замрзнување треба да користите можеби некои такви конзерванси? Зависи за кој производ станува збор. Меѓутоа за замрзнување не треба, значи ниту сол, ниту конзерванси, ниту ништо, нема потреба. Доколку е конзервирано во тегло, тогаш да. Меѓутоа за замрзнување нема никаква потреба, значи од сол. Зошто? Кога на минус температура, значи се уништуваат нели силни микроорганизми кои би можеле да се развијат и од таа причина нема потреба нели да. Добра, што вели твоето искуство, колку твоите клиенти сакаат или го практикуваат овој начин на замрзнување на храна, ете да си зачуваат некои работи можеби од летото за зима. Знаете како некако тоа се уште кај нас традиција повозрастните да го прават тоа. И нели јас пациенти кои што имаме клиенти велат мајка ми ќе ми замрзне нели ова што ми треба или нели свекрвата или не знам роднините, меѓутоа се помладите, сега и помладите веќе гледам дека оние кои што имаат помали дечиња сакаат, нели, посебно вие бобестите овошки што се, нели капина, малина, руне, веќе сите млади мајки ги имаат по дома за го нашли нели од природно подрече некаде, ги нашли бобенки и си ги замрзнале. Да се зачува за зимскиот период. Така, да. Значи се препознав тука. Да, младите почествуваат нели оние овошките, а повозрасти знаат и пиперка да замрзнат, знаат нели мудар патлиџан, знаат боранија, знаат грашак во текот на летниот период кога има. Сега семејствата нели кои што па имаат нели комори за замрзнување, сега почесто и помалку ги имаме тие нели по дома. Сега некако имав прилика изминатиот период да гледам дека се повеќе луѓе бараат замрзнувачи повеќе да се обезбедат во своите домови заради тоа што да, веројатно има и зошто. Да преминеме на работа, бидејќи ни спомена Биле, ќе подготвуваме два вида на намази. Секако главната или основна состојка е модриот патлиџан. Споменавме дека ова е оној вистинскиот со нутритивна вредност, затоа што е од летниот период кога му е нели вистинската сезона на зрење. Само да напомнам дека нели кога се пече во текот на лето треба да биде добро разладен, па тогаш замрзне. Значи не врел кога. Нормално, да чекаме да се олади па да се замрзне. А што се случува ако практично па и нели кога е врел па не можете да го излупите. Па да. Нели? А што се случува, например, ако некој направи таа грешка? Може да се случи да кога ќе го одмрзнете да се расипе, да скисли веднаш патлиџанот, затоа што врел сте го замрзнали, тие киселините кои што и самиот во содржина ги има, може да нели некош се случува кога ќе пробате модар патлиџан има таков киселка вкус, меѓутоа тој примамлив вкус, значи не е нешто и некош може да има горчлив вкус, не се плашете, значи сериозно тој не е ниту отровен модриот патлиџан, туку напротив, дури некош таа горчина знае да биде она поздрава компонента од модриот патлиџан, да, она компонента која што нели не дозволува развој на оние патогени микроорганизми во организмот, посебно оние слободни радикали. Секој погорчлив производ практично е убиец на тие нели, практично знаеме нели има и горки бадем, има нели и горки семки од кајсе, меѓутоа тоа се во ограничени количини кои се по препорака од стручно лице, никако на своја рака. Апсолутно. Она што и предмалку неколку пати ни го доловија нашите колеги во кадар се овие лукчиња покрај модриот патлиџан. Ние тоа предмалку си коментиравме дека некако не оди без лукче ова. Кој како милува, кој како милува и по вкус, меѓутоа да, мислам дека во двете комбинации ние ќе го имаме. Да. Овде нели го додавме едниот модар патлиџан, 1,5 чешне лук и сега сето тоа нели игра на вкусови. Кој колку сака, може и без лук да биде, кој не конзумира лук. Може да се додава разноразни нели додатоци во истиот овој намаз, може да се додаде на до 2 лажици тан, може да се додадат место овие семки од сончогле, семки од тиква, од лен семки, магданов свеж, значи како спомена предмалку фантазијата се буди, игра на фантазија, буквално игра на вкусови. Ете така. Да.
секој по своја желба или по свој вкус може да си комбинира. Важно е дека главната состојка ни е мудриот патлиџан. Исто така јас и биле додека удеа рекламите прокоментиравме дека ова е всушност на некој начин или македонската верзија или замената за авокадо, затоа што многу од луѓето знаат и гледаат нели често да го користат авокадото. Ја знаем и неговата нутритивна и богата вредност, меѓутоа апсолутно ова може да биде вистинска замена. Знаете како кога станува збор за нели од финансиски аспект и кога треба поголема количина да се направи нели од истиот намаз, авокадото секако дека е повеќе протеински, меѓутоа веќе протеински допинг, меѓутоа јас овде додадов па семки од сончоглед кои што имаат доволна количина на протеини и нели на омега-3 масни киселини. Сега од таа причина кога нели не дозволува буџетот, не знаеме на авокадо колку од авокадо вие едно дете може да нахраните дома. Јас моите 3 можам и морам нели некош авокадото ни е додаток во салатки, некош ќе направиме нели дали гвакамоле или некој намаз од авокадо, меѓутоа основата ни ова јас во тегл имам дома мудар патлиџан намаз и тоа е секогаш на достап на децата. И фала му на Бога, се окей, мислам. Тоа е замената адекватна која што е нели присутна на нашиот пазар овде, присутна на нашето поднебје и навистина е многу по ефтина опција отколку нели да купиме било што друго. Дали е тоа авокадо или не знам, некој по чудни, морам да ги напоменам, да. Па има на пример некој вошки сега кај мене пациенти ќе кажат јас ова да го купам, се слабело побрзо. Мислам која е логиката да ме помело дека веќе ослабете побрзо него од јаболката наши. Дури некои луѓе не интернет. Да, навистина. И тоа е веројатно се должи на тоа што денес по интернет се е достапно, значи било какви. Едукацијата морам да напоменам е многу на ниско ниво цец. Од причина што нели пациенти кои ќе дојдат без разлика, во денеска не слушна денеска и нив не ги интересира здравствениот бенефит од ова, морам тоа да го напоменам за белешка за пациентите. Ги интересира мене 10 пати порека може рецептот кажи го. А не да прашува зошто. Нели зошто треба да го изедува? Рецептот е поважен отколку нели квалитетот на она што ќе го конзумира. Подготвил и информацијата што ќе ја слушнеш зошто е потребен нели мудриот патлиџан, зошто е лукчето, зошто е нели семката од сончоглед. Така. Од таа причина треба поголема едукација на гледачите, на пациентите, на сите оние кои што гледаат. Затоа сме и ние тука. Во медиумите да влијаеме барем на тој начин. Ова го правиме, рековме, во комбинација со семки од сончоглед. Да, и додадов јас овде ладно цедено сончогледово масло. Може маслото да биде било кое растително масло, може да биде масло од лен. Сол, нешто таква. После тоа ќе додадеме, ќе го помешаме во. Добро. И тоа е нели на вкусова ствар, пак дали сакате сол, не сакате сол, затоа што некош може намазот да биде со масленки, па не треба да биде додадено нели сол, доколку урдичката има сол, па не треба дополнително во намазот сол. Добро, да, во право си. Ајде блендираме. Дали да ти помогнам? Се да го погодиме само. Може ке треба уште влечност? Да. Треба. Да додадеме уште малку. Може со некоја лажичка. Имам овде. Само да го промешам. Да, веќе се гледа текстурата. Јас ти споменав за баба гануш. Така, да. Тоа е еден намаз кој што сум го правела и дегустирала нели на база на мудар патлиџан. И сега тоа е веројатно, не знам, од некаде од азиските земји, ако не се лажам. Меѓутоа, да, многу слично на ова што денес го имаме, веројатно само името е различно. Додатокот е нели таму има и домат, има и таан додадено. Значи сето тоа е пак, може да има и пиперка во некој. Например, овде имаме печена пиперка. Можеше слободно да имаме и додадено нели печена. Сака да го... Мора уште еднаш да промешаме. Добро, тоа не е едната комбинација. Значи, споменавме, бидејќи денеска го немаме рецептот испишан на екраните, ќе ви го кажеме јас и Биле. Од прилика, еден мудар патлиџан ви е потребен. Колку семки ставивме само? 2 лажици ставиш семки од сончоглед, тоа е пак нели кој колку милува си сака, може и повеќе да биде. Јас правам некош дома и намаз само од семки од сончоглед. Значи да, и тоа е многу добар намаз. Со таан или со нели додаток на било што сакате или кога ќе влезат овие. Добре. Мора малку да чукне. Па не сака да се. Да, нашиот добро познат блендер. Добро, мислам дека горе-долу таа е смесата, а и мислам дека оние кои што немаат, кои што имаат добри или одлични фуд процесори можат за многу побрзо да ја постигнат ова текстура, инаку оние кои што ги имаат стандардните
Еве го тамански. процесори, како да кажам, сега да не правиме реклама. На неколку пати ќе си ги ќе си ја изблендирате Супер, па има некој парченце, нели, од модриот патлиџан, ништо страшно. Тоа е, значи ова ни е намазот или паштетата. Саша, извини. Веќе ми мириса на сончоглед. Да. Ќе декорираме вака малку со ким. Кимот има За бројни подобро да ги ести, Тоа сакам да кажам. Лукчето да го дегустираме подобро. Има бројни бенефити. Секако. Може да наброиме нешто. Да. Мене прво што ми падна на памет е тоа за добрата дигестија и за значи кога има болки во желудник, стомачни проблеми, кога имаме нели грчеви во абдоминалната регија, при болни менструални циклуси исто чајчето од киме многу добро. При главоболки некој, значи разен нели ефект има од конзумирањето на ким. Е сега дали ќе биде нели во сирова вака форма па да ги грицкате зрнцата, дали ќе биде чајче стварено подготвено од ким или ќе биде комбинација идете да го користите многу почесто. Да. И мелен може да биде секако. Ќе му додадам во. Добро. Одиме со следната варијанта. Сега вака заради блендерот, да може да ставиме пола од модриот патлиџан да не го сумели да нема тоа. Па не верувам, тоа повеќе влијае на текстурата дека е по. Да, дека немаме толку многу течност, бидејќи користиме помалку маслинова. Меѓутоа можеби урдата ќе урдата може да ни го постегне, да. Или ќе ни го забрза или ќе ни го успори процесот, ќе видиме. Добро, исто така лукче... Да, лукчето едно и пол чешме. Тоа што ни остана, тоа го ставаме. Добро. Знаеш што сакам да те прашам, за овие семките? Тие, нели, претпоставам вака тука во оваа комбинација ги нема, меѓутоа ја од моје лично искуство вака знам да ги тргнам на страна. Не ги јадам. Никако, значи се навистина корисни, нема зошто се тргат исто како тргнете семка од тиквица, која трга? Нема потреба, значи никако не. Добра. Се практично се потекнува од семката. Па да, така, нема зошто да страниме, освен нели во некои производи секаде што имаме тврда семка, како што е маслинка, иако од маслинката некој жел, ако имате проблем во желудникот, една до две семки голтне, така да. Или за киселини. Да. Овде додадовме 2 до 3 лажици може урда, зависи од тоа колку имаме модер патлиџан, дали сакате да превладува во вкусот нели урдата. Добра. Исто да додаваме маслинова, односно овде ќе додадам, овде е сончогледово ладно. Добро, да, но ние споменавме можете било која растително масло. Комбинација на овде ќе додадеме сусам и семки од сончоглед. Добро. Сега да видиме среќата која ни е за блендерот. Да се пробаме среќата. Блендерот како ќе ни се покаже. Иако морам да напоменам дека доколку е нели ситно и сецкано или понашки истолчено ова мудро патлиџанче, воопшто не ни треба блендер. Не ни треба блендер, значи, ова може да се го прават нели тоа баба гануш се прави само со мечење. Да, со вилушка. Може да промешаме биле тоа што ни е на дното. Ете го, се добива текстурата веднаш, да. Текстурата е таа, меѓутоа овде урдата има повеќе. Да не оставиме некои парчиња. Уште еднаш е сосема доволно ќе биде. Можеби ако сакаш уште малку маслиново или? Па, ево од ова ќе. Мислам дека нема зијан што се види од. Не, ама и упива мудриот патлиџан, дури кога се пече, нели кога го печете, нели кога ќе ставите маслиново малку масло во него, го впива во себе затоа што има по сува структура. Да се знае кога сме користеле блендер. Да се знае, не сака. Ние имавме едни вакви бомбици што не испаднаа бомбици. Ама добро, ние сме на добар пат, само да знаете. Уште еднаш е сосема доволно. Уште еднаш и какво е, без подчукнување. Како? Без подчукнување. Сосема доволно. Тоа што ние имаме и намаз, имаме и лепче. Да. Овој пат сега лепчето може да биде нели кој како си мило, може да биде бело лепче, нели пошто ние многу се плашиме доколку дома направено белото лепче, навистина нема потреба. Еве го намазчето. Може Саша да снимиш да видиш да видат гледачите дека ни вредеше трудот и мачењето. Да, текстурата си ја погодивме. Текстурата е таа.
Еме го побело, значи заради урдата која што е присутна, да. Ние биле ни донесе мислам, ова ќе го конзумираме во комбинација со лепче, значи можете навистина како паштета да го мачкате, меѓутоа добро е и како нели намаз со крикери, со добро друштво, или додаток на млевце или на некој ручек или на вечера. Предвидов со млевце, ама мислам дека има навистина бројни комбинации кои што можат нашите гледачи да ги искористат. Мислам дека Саша, го имаме кадро, слободно може да намачкаме по едно лепче. Само да видам на што да сервираме, да може на ова. Еве, може и овде, цеца јас Може. И всушност го имаме оброкот на денот. Како појадок или како вечера, значи во било која комбинација може да се исконзумира. Да, Била, јас ти благодарам многу за овој денешен рецепт. Верувам дека и на гледачите ќе им се допадне и дека ќе си го направат. Со оглед на тоа што не го имавме испишан рецептот, ќе ве потсетам дека можете да појдете на YouTube каналот на Утринска на Телма во било кој период од денот и токму таму да си го проследите и целиот разговор, но и сите оние намирници и состојки кои што ни беа потребни за денеска да ги добиеме овие два намази. Ти благодарам многу. Јас доколку треба некоја информација околу намазот, кој што толку едноставен, слободно нека ми се обратат, нека пишете на мене, во секое време би одговорила. Ти благодарам. Се гледаме за некое време повторно во оваа наша кујна. Бон апетит, така ќе кажам.